Почитување. Во пресред на продолжениот викенд на седницата на влада, согласно со препораките на Комисијата за заразни болести, беа донесени одлуки со цел брза и ефикасна реакција за спречување на ширењето на коронавирусот. Се поведува целосна забрана на движење на сите граѓани во сите скопски општини, Куманово, Липково, Штип, Тетово, како и Боговиње, Брвеница, Теарце, Желино и Егуновце, почнувајќи од 21 часот во четврток до 5 часот во понеделник. Во сите останати градови се забранува движење на сите граѓани од 21 часот во четврток до 5 часот наутро во петок. Петок, сабота и недела забраната започнува од 16 часот и трае до следниот ден до 5 часот наутро. Во периодот од 21 часот во четврток до 5 часот наутро во понеделник се забранува посета на гробишта на територијата на цела држава, освен во случај на погреби. Петок се прогласува за неработен ден за сите граѓани. Почитувани со граѓани, вирусот е присутен и опасен. Само со почитување на мерките ги успееме. Имавме одлични резултати, здравствениот систем е подготвен, имаме целосно стабилни општини, а најдобар пример за тоа е општината Девар. Затоа, секој мора да ги почитува сите мерки во целост. Секој мора да носи маска, секој мора да држи дистанца од 2 метри и секако без групирање. А овој викенд сите да останеме дома со своите семејства. Издржавме и потешки моменти, заедно ќе го поминеме и овој. Целата јавност вчера слушна како незрелиот и неодговорен Христијан Мицковски ги прекршил мерките и задолженијата за спречување на заразата од коронавирусот. Седел во затворен дел во кафејана, иако тоа е најстрого забрането според мерките за заштита од COVID-19. Вчерашното однесување на Мицковски е директен доказ дека овој незрел политичар кој себе си се нарекува лидер на опозицијата, директно поттикнува непочитување на мерките и заштита од вирусот. Дополнително поттикнува и неказнување и заштита на прекршителите од страна на МВР. Тие на тоа се навикнати да штитат криминал. Мицковски, Чулев и нивните послушници во МВР цело време намерно и организирано ја саботираат борбата со вирусот, надевајќи се на зголемување на бројот на заболени. Не им е жал за болните, за докторите, за оние кои поради нив и таквите како нив, кои не ги почитуваат мерките, сега мораат повторно да бидат во карантин. Ги повикуваме граѓаните да не го следат ова неодговорно однесување на Мицковски и спротивно од него да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Срамот од ова однесување е голем, но одговорноста е поголема. Во ваква ситуација, политичарите мораат да бидат пример за однесување на граѓаните, а не причина за нови пикови. Голема поддршка до сите здравствени работници, до сите граѓани кои ги почитуваат мерките.